Стравот може да постои во сите делови на нашето битие, нашето тело, витал, ум и срце. Во најголем дел од времето, чувствуваме страв во умот, а не во срцето. Тежничкото срце знае како да воспостави негово неразделно единство со реалноста што е внатре и надвор. Но на сомничавиот и комплициран ум му е тешко да се согласи со реалноста што расцветува точно пред нас. Умот се сомнева во реалноста, дури и пред тоа. И доаѓа време кога умот, дури и на негово големо изненадување, се сомнева и во сопственото негово расудување. Тогаш чувствува огромно незадоволство. Едно време беше судија, а сега стана жртва на неговите собствени пресуди. Но срцето уште од почетокот се обидува да се идентификува себе со реалноста околу него, со силата на неговата идентификација со таа реалност, која абсорбира тоа што реалноста е и тоа за што реалноста се бори. Ако живееме во тежнечкото срце, во срцето кое плаче за се присутната реалност на единството, лесно може да им дојде крајот на измачувањата на стравот. За да се совлада стравот во умот треба секојдневно да се празни. Умот е полн со сомнеш, мрак, незнаење и така натаму. Рано наутро, околу 10 минути, обиди се воопшто да немаш мисли, било добри или лоши, било божествени или небожествени. Ако дојде мисла, не их дозволувај да влезе. Потоа, после некое време, дозволи им да влезат само на божествените мисли што се твои пријатели. На почетокот можеби нема да знаеш која мисла е твој пријател, а која е твој непријател. Затоа треба да бидеш многу внимателен. Твои пријатели се божествените мисли, прогресивните мисли, просветлените мисли, кои без сомнение ќе го совладаат стравот во умот. Чувствувај дека твојот ум е како сад. Прво испразни го, а потоа чекај да се спушти мирот, светлината и блаженството. Ако прво не го испразниш садот, тогаш мирот, светлината и блаженството нема да можат да влезат. Ништо не те принудува да се тресеш во безпомошно робство. Само стави ја на себе твојата од Бог дадена тежнение храброст. Ова извадок од книгата Крилјата на радоста од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и нашиот Instagram профил Медитација.